Здраво на сите и добре дојдовте на денешниот час кој е четврт од серијалот програм Миграм во Scratch. Во денешниот видео туторијал ќе се запознаеме со тоа што е паралелност, што е независна, а што зависна паралелност на настани, дали и како можат два карактери да разговараат меѓусебно и сето тоа ќе го примениме за да направиме една кратка конверзација или разговор помеѓу нашите омилени карактери во Scratch. Што е паралелност? Паралелноста ни овозможува повеќе работи да се случуваат истовремено. Во Scratch, паралелноста ни овозможува повеќе настани, низи или скрипти да се случуваат истовремено. Независна паралелност е настани да се случуваат истовремено, но да не зависат еден од друг. Кога во еден проект имаме повеќе низи кои почнуваат со ист блок за настани, независно дали кај еден или кај повеќе карактери, и тие не си пречат меѓусебно при извршувањето, тогаш станува збор за независна паралелност. Да го испробаме ова на пример. Во овој пример, како карактер го имаме изберено Rocket Ship, а како позадина Stars. Да направиме независна паралелност на настани само со еден карактер. За да пробаме да направиме независна паралелност, мораме да искористиме две блокчиња за настани кои што се исти. Да забележиме што ќе се случи. Забележуваме дека овие скрипти се извршуваат истовремено. Значи нашиот карактер во исто време се движи на рандом позиција од сцената и во исто време го испушта звукот. Испробајте што би се случило ако додадете уште еден карактер со истиот блок за настани. Зависна паралелност е каде настаните се случуваат истовремено, но тие зависат еден од друг. Оваа паралелност најчесто ја имаме во разговори или конверзација помеѓу карактери. Зависна паралелност на настани се постигнува со користење на блоковите за broadcasting. Broadcasting блокови. Broadcast message блоковите овозможуваат карактерите да пратат порака и истите да ја слушнат, односно примаат пораката. Тогаш може да се примени блокот When I Receive, за да се дозволи некој настан да се случи после добивање на пораката. Која е разликата помеѓу блоковите Broadcast? Разликата помеѓу Broadcast и Broadcast and Wait се состои во тоа што првиот блок емитува порака и се продолжува со извршување на следните наредби во низата кај карактерот, а вториот блок, Broadcast and Wait, емитува порака, но чека да се изврши целата низа од наредби кај карактерот каде е пратена пораката, а потоа се враќа и продолжува со извршување на наредби. Да го видиме ова на пример. Прво, да го испрограмираме карактерот Bear. Со оваа низа од наредби, нашиот карактер Bear прво ќе каже hello, потоа пораката ќе испрати кон Butterfly. За нашата пеперутка да ја прими пораката, таму треба да го искористиме блокот When I Receive. Овде ја избираме пораката која што треба да ја примеме. Што ќе се случи во овој случај? Прва, нашиот карактер Bear ќе каже hello 2 секунди. Потоа ќе испрати порака и ќе чека.
Следно ќе се изврши целата низа од наредби кај пеперутката, па потоа карактерот bear ќе продолжи со извршување на неговата скрипт. Испробај што ќе се случи доколку блокот broadcast and wait го промениш со блокот broadcast. Во овој проект ќе се запознаеме со временска конверзација. Од самиот збор дознаваме дека во овој проект ќе користиме многу често блокчето wait, па да почнеме. Иако овој разговор помеѓу двата карактери изгледа како да е синхронизиран, оваа конверзација се нарекува тајмирана конверзација. И оваа конверзација спаѓа во независни настани. Како овој разговор да го направиме зависен? Со блоковите од broadcasting. Овој разговор сега помеѓу карактерите е записан. Предизвик во Scratch. Примени ги блоковите од овој час и направи твоите омилени карактери да разговараат меѓу себе.
Доколку не се сеќавате на примената на блоковите за емитување на пораки, изгледајте го повторно видеото и навратете се на проектот. Што научивме? Научивме што е паралелност, научивме дека карактерите можат да извршуваат наредби без да си пречат еден на друг и сето тоа се постигнува со независна паралелност. Научивме дека карактерите за да разговараат меѓусебно можат да користат временска конверзација, а доколку ги примениме блоковите за broadcasting, тогаш имаме зависна паралелност на настани. Сето тоа на крај го применивме за да можеме да направиме една кратка конверзација со нашите омилени карактери во Scratch. Останете во добро здравје и до следно видување.